Сметате ли дека и понатаму ќе имате добра соработка со општина Карпош со оглед на тоа дека ова е пионерски чекор кој вие како компанија го правите? Сметам, затоа и одбрав општина Карпош за седиште на мојата фирма. Јас иако живеам далеко, да кажем, од општина Карпош, патувам релативно, значи од едниот крај на Скопје до другиот, јас сепак го сакам просторот каде што работам, луѓето со кои што соработувам и мислам дека ќе имаме добра соработка и со градоначалникот и со општина Карпош. Тоа значи дека во општина Карпош има одлична бизнис почва? Има. Првично јас сум роден во населба Влае, таму и живеам и едноставно не можам да прифатам да живеам на друго место во Скопје освен во оваа општина, бидејќи сум едноставно заљубен во неа. Све што ми треба, све имам на дофат и сакав баш тука да си го отворам овој хостел. Решававме со фамилијата дома, со пријатели, што ќе правиме, како ќе правиме. Викаме, дајте тука ќе си отвориме. Убаво е, мирно е, луѓето се многу пријатни, имаме све што и да им понудиме на гостите, зборувам од некои работи кои што би ги интересирале на нив, како ресторани, како нешто за спорт, за прошетка, за рекреација. Општината Карпош изобилува со такви работи, така да затоа и решивме да го отвориме хостелот во општина Карпош. Дали давате безрезервна поддршка на овој проект и зошто? Поради тоа што, сега ќе ви кажам најискрено, градоначалникот е човек кој што е неколку години постар од мене, а премногу верувам во млади луѓе, во амбициозни луѓе и во луѓе кои што сакаат да допринесат за своето обкружување.